Biden-Harris administration would very strongly support. Ако поранешниот подпредседател Џо Бајден биде избран за председател на САД, тој цврсто ќе ја поддржи интеграцијата на Северна Македонија во Европската унија, рече поранешниот заменик помошник државен секретар на САД Хој Ти. This is of course a decision for the European Union to make. Ова секако е одлука што треба да ја направи Европската унија. САД не може да ја наметнат нивната волја на Европската унија, но веруваме дека ги делиме истите цели со повеќето држави. Сакаме да ја видиме Северна Македонија интегрирана во европските институции. Очекувам Бугарија и остатокот од ЕУ да најдат начин да ги надминат проблемите, за да може Северна Македонија да ги почне преговорите што е можно побрзо. А потенцијалната администрација на Бајден ќе бари и одговорност од македонските политичари да ја средат корупцијата во државата, рече тој, нагласувајќи дека има уште многу работа да се достигнат стандардите за влез во Европската унија. Ако го следите Џо Бајден изминативе децении, ќе знаете дека тој секогаш се залага за борба против корупцијата. Неодамна за време на неговата председателска кампања, тој даде јасно до знаење дека ја гледа глобалната борба против корупцијата како приоритет на САД, што за актуелната администрација не е. Председателот Трамп е загрижен најмногу за него, за неговата партија, за утре богатите во Америка, богатите корпорации. Ова е нешто што мора да се стопира. Го прашавме што би направила администрацијата на Бајден да ја помогне на Северна Македонија во справување со лажните наративи, помогнати од Русија и Кина. There are many things that we can be doing, including ensuring that Russia pays a real cost. Има многу работи што ние би можеле да ги правиме, дури да осигураме Русија да плати вистинска цена за тоа што го прави на Балканот, во Европа и во САД. Тоа бара глобален напор за изградба на алијанси и за цврстување на институциите низ Европа. Заеднички ќе бидеме во можност да се спротивставиме на Путин и руските тролови. Тие напори сега јасно е дека се заглавени. Го слушнавме председателот Трамп како ги доведува во прашање неговите разузнавачки служби, како се сомнева дека Путин имал улога во ширење дезинформации. Тоа ќе се промени под администрацијата на Бајден-Харис. Хој Ти вели дека е загрижен од американската репутација на Балканот доживеала иста штета како и во целиот свет, поради, како што рече тој, пристапот на администрацијата на Трамп во однос на надворешната и домашната политика. Вели дека ако Бајден биде избран за председател, ќе обнови американската кредибилност и довербата на Северна Македонија и Западен Балкан во Америка, од која очекуваа да им помогне да ги решат проблемите со кои се соочуваат, меѓу кои пандемијата, економската криза и надворешното малигно влијание. North Macedonia is already an important partner and an ally of the United States. Северна Македонија веќе е важен сојузник и партнер на САД. Сакаме тоа да продолжи да се развива, релацијата да биде поцврста, поинтензивна, поблиска на сите нивоа. Our cooperation can grow stronger militarily through the alliance